2.350.000 денари ќе бидат одвоени од општинскиот буџет за вршење работи од социјална заштита на здруженија. Согласно одлуката на Советот, финансиските средства ќе бидат распределени на 5 граѓански организации од Куманово. Општината предвидува средства и за спроведување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравствената заштита, но и за организирање на превентивни мерки и активности во областа на социјалната и детската заштита. Парите ќе ги добијат граѓанските здруженија и организации кои претходно аплицирале со проекти на јавниот повик од општината. Општина Куманово, согласно своите законски надлежности од областа на социјалната заштита, во рамките на програмата за социјална заштита за 2026 година, од буџетот на општината издвојува финансиски средства за вршење на работи од социјална заштита за здруженија и други правни лица. Во согласно со Законот за социјална заштита, определени се приоритети за поддршка и финансирање, а во согласно со социјалниот план за општина Куманово 2026-2030 година, како приоритетни услуги нотирани се услуги во заедницата, услуги на привремен престој, кризен центар, шелтер центар, центар за бездомници, услуги во вансемејна заштита, живење со поддршка. И оваа година, во согласно со приоритетите од социјалниот план, распишан е јавен повик за вршење на работи од социјална заштита. Во рамките на истиот, со свој проекти конкурираа граѓански организации и здруженија кои понудија квалитетни програми и проекти кои директно допираат до граѓаните и нотираните потреби согласно распишаниот јавен повик. Во транспарентна и законски определена постапка, вкупно 5 граѓански здруженија или субјекти беа највисоко квалификувани во однос на критериумите кои што е неопходно да бидат исполнети. По однос на овој јавен повик, вкупно за сите проекти ќе бидат распределени 2.350.000 денари или сразмерно на големината и опфатот на секој проект поединечно. Овдека би сакал да напоменам дека преку ваквите повици една од главните интенции е социјалната услуга да се лиценцира во матичното министерство и услугата да продолжи да функционира без натамошна финансиска поддршка од општината, со што се отвора пат и можности за нови социјални услуги, кои првата поддршка ја добиваат токму од општината на локално ниво и вакви успешни примери од минатите години има во значителен обем и тие можат да бидат јасно наведени. Значи, што се однесува до оваа точка за распределба на средства за социјална заштита, сметам дека е важно да се нагласи дека заштитата не се состои само од законски утврдени права и услуги, туку навремено да процениме, каде треба поддршка, превенција и да создадеме можности за лица и семејства кои што се соочуваат со различни предизвици и со оваа одлука ќе покажеме дека општината продолжува да ја препознава улогата на граѓанските организации на здруженијата како партнери во обезбедување на социјални услуги и поддршка на различни категории граѓани, но јас имам еден апел односно она што го замерувам кога имаме вакви проекти, дека се многу од моја гледна точка слабо информирани са граѓаните. Значи сметам дека нема доволна промоција и затоа апелирам надлежните и оние организации кои што односно здруженија кои треба да ги реализираат проектите, активно да работат на нивната промоција преку директно информирање на граѓаните во соработка со местни заедници, училишта и сите оние места каде може да бидат опфатени корисниците. Особено е важно лицата кои што се соочуваат со социјални, здравствени или други предизвици да знаат дека постои таков тип на поддршка. Каде може да се обратат, на кој начин може да ги користат услугите и само доколку овие услуги бидат препознаени и достапни за граѓаните, ќе постигнеме целта да стигнат, помошта да стигнат баш онаму каде што е потребно. Распишани сте уште и два помали јавни повици и тоа јавен повик за финансиска поддршка за организирање превентивни мерки и активности во областа на социјална и детска заштита и сега споменатиот јавен повик за превентивно промотивни активности за унапредување на здравствената заштита. Овој јавен повик е со вкупна вредност од 150.000 денари, издвоени од буџетот на општина Куманово, кои средства ќе бидат распределени на 3 граѓански здруженија и организации и се однесуваат на финансиска поддршка за спроведување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравствената заштита на територија на општина Куманово и тоа во делот на промовирање на здрав начин на живот и превенција на болести, поддршка на лица со попреченост преку спроведување на активности за рехабилитација и превенција и намалување на социјални и здравствени ризици.
за финансиска поддршка за организација на превентивни мерки и активности во областа на социјална и детска заштита. Од буџетот на општина Куманово ќе се распределат 500.000 денари на 5 граѓански здруженија и организации кои што аплицирале со своји проекти. Нивните проекти се однесуваат на превентивни мерки за заштита од социјални ризици, спречување на социјални проблеми и за истите ова е нивен делокруг на работење и претходно си има докажано со слични проекти во нивното делување.